Добар ден за сите оние кои што ќе бидат заедно со ова денешно издание на Црвена линија. Ќе ве ставиме пред еден предизвик во кој што верувам апсолутно многумина од вас ќе имаат што и да кажат. На самиот почеток ќе ве потсетам дека патот до Црвена линија е едноставен, треба да го завртите телефонскиот број 02 307 0005. 5 линии се активни и еве по кој знае кој пат, но и на самиот почеток не заборавајте задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте преку слушалка. А зашто ќе зборуваме денес? На апелациониот суд му требало 14 месеци за да свата дека пресудата за тврдина Таргет е нејасна и да ја поништат. Се појави и Facebook преписка на бившите премиери. Заев, што е следно? Мијалков да стане директор на Агенцијата за национална безбедност, а Груевски да се врати невин на бел конј. Груевски пак вели, цел народ и цел свет на видеоснимка, прибавена законски, со одлука на обвинител и судија. Те гледајте слуша како најдиректно и отворено бараш мито, а потоа ги газа доказите кои самиот суд ги обезбедил. Во меѓувреме, довербата во судството се намали од 8% на 4%. Дали во Македонија никогаш ќе завладее правната држава? Тоа е она што ве прашуваме денес, а кога сме веќе и кај прашањата до вас, драги мои, ве посетувам задолжително за следете на социјалните медиуми, Facebook, Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде се објавува темата за која што зборуваме, а и Инстаграм е она каде што најмногу сакаме да ве има, а еве и зошто. Доколку не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори, ќе ви се појави ова анкетно прашање каде што ве прашуваме. Дали сте вие меѓу тие 4% што му веруваат на македонското судство? Одговарате со две опции, едната е да, другата е не. Резултатите секако ќе ги објавиме таму кон крајот по рекламите. Ние сега кои оние кои што ќе се вклучат во Црвена линија денес ќе ги прашаме зошто дури по 14 месеци апелација се произнесе и ја поништи пресудата од Таргет тврдина. А за актуелните случувања во правосудството вечерва и во топ тема. Погледнете зошто не смеете да ја пропуштите. За актуелните случувања во правосудството вечерва во топ тема интервју со врховната судика Миријана Лазарова Трајковска. Топ тема со Елена Ивановска Муковска вечера во 19:15 на Телма. Сега наред сте вие, драги мои. Подготвена сум јас, а верувам и вие да го завртите телефонскиот број 02 307 0005. Она што секако секој што ќе се вклучи, ќе го прашаме и за анкетното прашање, дали сте вие меѓу тие 4% кои што имаат доверба во македонското судство. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, Црвена линија. Ало? Добар ден, Ало? вие сте во Црвена линија, ве слушаме. Добар ден. Дали сте вие меѓу тие 4% кои што имаат доверба во македонското судство? Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Вака се. Се јавуваме за наше судство да коментираме. Значи, ние имаме сообраќајка син ми со мотор крос го удрија на споредно личе пред 3,5 години. Значи, 3,5 години нема пресуда. Се влечи процесот во прилеп, децава сведоци кажа јавно дека човекот со кросов нале што не сми да вози крос, рипа од озгора од уличево со кросов, гудира детево, му нанесува тешки телесни повреди, го трга кросот место на настан и 3,5 години се чека супер вештачење од медицина за супер вештачење. А како еве го коментирате поништувањето на пресудата за случајот Таргет тврдина? Ма за Таргет не ме занима, ја политички не се јавам, не бранам ни една опција во оваа држава, пошто судството 30 години не е исто. Значи ја не сум член ни на една партија, не ме занима ни Таргет, ни воопшто не ме занима ни една политичка партија.
Благодарам многу. Она за што зборуваме, секако не се политичките партии, но зборуваме за колку всушност воопшто и постои доверба на граѓаните во правосудството. Со оглед на тоа што некогаш и не беше висок процентот, само 8%, доживеавме да падне довербата и на 4%. Па еве да видиме следниот гледач дали ќе се изјасни дали е во тие 4%. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Секој е добро во црвена линија сте. Дали сте вие меѓу тие 4% кои што се уште имаат доверба во македонското правосудство? Ало, добар ден. Јас не сум во тие 4%. Така? Ја не сум во тие 4%, јас сум во другите. Ако ние имавме правна држава во овие 35 години, немаше таков криминал. Затоа што околу процентава дека околу 40 милиарди евра се украдени во овие 30 години од народот. Значи, проценка на економистите, не е лично од мене. Значи, ако имавме правна држава, ќе имаше многу криминалци затворени и ќе имаше конфискација на имот и на парични средства не се. Поради немање на правна држава имаме 700.000 изселени луѓе. Значи, тоа е проблемот, што судството не функционира не од денеска, неко на нас 35 и повеќе години. Ако функционираше судството, ние ќе имаме стандард над 1000 плата. Значи, ако имаме правна држава, ќе имаме и стандард и вработено систем. Значи, немаме правна држава, имаме катастрофална приватизација, криминал во сите државни институции, перење на пари, местање на тенки, местање на функции, значи, поради нефункционирање на правната држава. Ако имаше правна држава, имаше многу затворени криминал. Не, значи, јаките луѓе требаше. Цениме што се вклучивте во црвена линија. Ќе потсетам, тајмерот одбројува 90 секунди, но ако се чувствувате недоречени, слободно бидете се повторно. Ајде да одиме со новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, се надевам и вие мене. Па ќе одиме и со прашањето од црвена линија. Според вас, зошто дури по 14 месеци апелација се произнесе и ја понешти пресудата за Таргет Тврдина? Вака да ви кажам. 14 месеци, јас ќе кажам 32 години оваа држава е интересантна како земја. Значи 4% по правило треба никој да не верува во судството и по правило никој не треба верува во политичарите кои го водат македонското друштво и го донесува до кај што го донесува. Значи СДС, ВМРО, ПРЕЦ, тие две партии и другите околу ним кои се бутна, значи ЛДП, што ја знам, Либерална партија, Демократски сојуз и да не дискутирам левици, мевици и така. Сите тие се приклонија према ВМРО или према СДС, но забораваме дека и албанците тука ја водат работата. Оно што преска рече Груевски за Заев дека е криминалец со пуно право, апсолутно со пуно право дека Заев е класичен криминалец, треба да знае дека и Груевски уште поголем криминалец од него. Значи јас сум и против ВМРО и СДС, бидејќи тие две партии македонскиот народ го донесува до кај што го донесува. Тоа е жално за нас македонците. А 14 месеци, тоа воопшто не е битно за обичен народ, дали ќе застари, нема застари, ама воопшто не е битно. Бидејќи видовме по 100 пат, не по прв пат, дека никој не отиде во затвор, ни Камчев, ни Мијалков и да не дискутирам. Оваа држава кога е водат од Бранко Црвековски до сега, значи и Љупчо, и Груевски, и Заев, е интересантна држава и за среќа што е нема во Европа. Иначе да има во Европа, цела Европа комплетно ќе припадне. Благодарам многу. Одиме понатаму, имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Па еве, според вас, зошто дури по 14 месеци апелација е поништи пресудата? Што мислите? Дали се слушаме? Вие сте во црвена линија? Добар ден. Добар ден. Се слушаме. Да, еве ви поставивме прашање. Според вас, зошто сметате дека се поништи пресудата од апелација? Па нормално, пресудата Нормално е. поништена. Не е нормално, но пресудата е поништена за да сега во следниот круг на рочите таа да застари, така да виновниците да се спасат од правдата. А тие 4% се им веруваат на
правосудството, тие се оние лица кои што обично и работат во судовите и се инволвирани во правосудството како обвинители, слушни соработници и така натаму. А тука може да се спомне и адвокатските канцеларии. Исто и адвокатите, истото тоа е. Како што кажа предходниот председател на судски совет, значи судско бизнис елитата, само таа верува во судот. А јас би кажал од лично искуство, со експроприација на земјиште, за изградба на автопатот Кичев Охрид, од 2013 не е извршена пресуда. Па можете да замислите како е, уште малце 10 години. Како луѓето ќе имаат довер во правосудството. Според вас постои ли некоја чарес спас? Еве, да се врати до вербата. До вербата може да се врати доколку судите почнат да работат според закон, а истото и нивното избирање да биде законито. Јас сум оптимист и се надевам да за војнина ќе профункционира нешто во државата. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Топло препорачувам да останете до крај, бидејќи имаме многу гледачи. Добар ден. Добар ден. Секој добро од Црвена линија. Според вас зошто апелација еве? Не, ова прашање е дали ќе завладее правната држава. Па ќе завладее ли? Вака сега, по дефиниција, вика, за да владее правната држава, треба да бидете роб на законот. Значи, сите што го спроведуваат, да го спроведуваат како што пишува во законот. Ама кај нас тоа не се случува и гледаме случаи на мито и корупција, а за мене проблемот е во начинот на избор на судската власт. Значи, ако 3 столба се на државата, значи законодавна, извршна и судска власт, првите се на избори, па тие делегати бираат извршна, ама судиите ги бираат сите овие. Значи, 20 од власта, 20 од партиите, 20 од не знам кој, разбирате? Тука нема одговорност како тој судија да суди кога го избрал некој него. Решението е како што е во Америка. Избори на судската власт, на избори како што е за парламент. Врховниот судија се бира со избори и тој одговара пред народот. Локалните суди и председатели на судови по градови се бираат во градовите. И кога тие ќе ги изберете на тој начин, тој веќе нема да му биде битно кој му кажува, него знае кој го избрал и ќе си поставува и ќе се избираат на соодветен начин суди и извршители таму во процедурата. Благодараме вам за вклучувањето во Црвена линија. Одиме малку кај Твитерџи и таму многу се коментираше. Пред да вклучиме гледач, ќе го прочитаме коментарот, односно твитот на М. Напишала: "Небитен си како Т во СЈО, како правосудството во државата." А зошто апелација ја поништи пресудата? Да видиме што мисли новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Според вас зошто еве апелација поништи пресудата? Може да не е истина. Не е истина, се чудам. Јас мислам дека таму се чуди, што е, па и друго нещо. Мијалков беше за да не смени името. И сега награда доби, хајде да го устиме. Да доби награда. А што е? Јас мислам тоа. Правосудство нема да тоа е тоа. Тоа е катастрофа да видим. Те видим. Тоа го нема никаде во државата. Никога држава. Тоа е. Па си можеш да држава. Абе, нема тука. Суд си е суд. Власт си е власт. Треба да се чуди спрема тоа. Гази дете на улица, бега како стациони гост. Абе, тоа. Месење е буди. Тоа дека да обрзат некој. У Македонија нема се стационава. Ето. Ако се уште сте на линија, имате се уште време, гледачот се исклучи. Одиме понатаму, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Здраво, Тина. Здраво. Да ги искористам секундите од претходниот. Во ред. Јас сум во тие 96% предворник.
А во тие 96% против, то не е суд, то е злосторничко здружение, вработени како суди. Има 10 до 20% домаќини, ама тие се 20%. Се губат. Од и секој судски совет во тој повисокиот злосторнички орган, апелација, таму баш тие најзлосторниците ги избира, од и таму ги враќат, ги поиштуваат пресудите, ги преиначуваат. Значи, за тој злосторнички, да речам, апелационе, основниот поголем процент има нормални суди. Ама одат во апелација, после на врховен. Тие се тие најголемите злосторници вработени како суди. А како ќе се реши? Најпрво Америка треба да ја заврши работата, ги замолва во името на сите барам од таа една демократска држава во светот да го среди тоа што го почна и најхитно да се исклучи за секој функционер, посебно за тие во тој, да речам, именуван од моја страна, знаете како, да нема имунитет додека не се среди. А од пред 5 години, претходен не кажа дека на избори, јас од пред 5 години, кога се основива организацијата, реков, без специјален суд на избори, строго да избори да биде. Благодарам за јавувањето. Одеме со твитот на Кирил Ефремовски. Напишал коментар на Американската амбасада Скопје на новинарско прашање за одлуката на Апелацијскиот суд Скопје за укинување на пресудата Таргет Тврдина. Без оглед на неодамнешните одлуки на судот во случаите Трезор и Таргет Тврдина, санкциите на САД против Сашо Мијалков остануваат на сила. Ако имаме гледач, преминуваме на вас веднаш. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Дали сум на линија? Да, во црвена линија сте. Сакам да ви одговорам на прашањето дали во Македонија некогаш ќе завладее правна држава. Тоа ќе завладее многу покасно. Како може да има правна држава и каков народ сме ние воопшто македонците, кога за најпопуларен политичар во Македонија го прогласуваме избеганиот криминалец. Ние ги поддржуваме криминалците и им даваме верба дека се популарни политичари. Според вас, зошто апелација ја поништи пресудата? Што мислите? Па јас сметам дека апелација игра на време за да застарее предметот. Како може после 14 месеци од донесување на правостепената одлука, после тоа да се произнесува апелација во однос на жалбата? Тоа е очигледно, намерно и се оди на таа карта да застарее делото и Сашо Мијалков и другите обвинети да останат неказнити. Мислам оти многу тешко правото ќе завладее, бидејќи за да бидеме правна држава треба да се исчисти мафијата во правосудниот систем. Не се сите мафијаши, меѓутоа поголемиот дел сметам дека се. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Одиме понатаму. Добро вечер веќе за новиот гледач. Добро вечер, Тинче. Еве те поздравувам, да ти кажем, баш ми е мило што го имате оваа емисија Црвена, да се чуе гласот на народот. Ја да ти кажем, уопште на судството не веруем, зашто знам кад почнаа овој, мислим, приватизацијата и нели ние се тужимо, кога Југославина работеше, имаше му таму да земемо некои пари, нешто таму овамо и на суд, абе толку дадеа пари од качија некако ние да не постоимо. И затоа сакам да ти кажем што сам све тужила, например, еве и за имање, и за работа, и за акции, ма за се, за старено дело, сега и овој тие за старено дело, значи у судството уопште немам поверење. Како може толку да го ништат Македонија, тоа е чудо. Ако имаш пари да дадеш, значи нешто ќе постигнеш, ќе земеш. Ако немаш, ама толку, никад, ако сите викат правина, нема правина, значи парите ни ударија у глава на сите овие што го водат Македонија и народот за тој пати. А да се беа освестиле на време, например, овие газдите што ги земаа фирмите, што станаа од простаци, ајде да не се изразим така, станаа газди и они мислеше дека дај ќе постигнемо и што направија, народот ги направија стечајци, сите без работа,
не те прашува дали имаш, дали немаш, дали си самохрана мајка, дали, уопште ти толку газа, толку само си гледа за нив, значи уопште нема доверба во судството и не знам што ќе биде, но дај Боже да дојде некои стварно паметни да се заземат за Македонија и овај народ више да не пати и да имамо стварно судство, а не овое станало, не знам. Биди ми жива и здрава и Благодарам. Секако останете со нас до крај на ова издание. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Вие сте во црвена линија и според вас... Видите, за да глумиме дека сме изненадени, тоа е исто како Федор Македонија пада изненади снегот на стража. Владимир Туфекџич и оваа другата што е, како вика, судиката, не знаеле да напишат пресуда, а пазете, судиката, што е втората, што е донела пресудата, е унапредена во судија во апелационен суд. И пред 2 недели поништи истата таа судика, поништи 8 годишна пресуда на дотичниот. Знаете, мислам, да продаваат театар и вчера она со судскиот совет правеа театар. Пошто како почна самиот процес, се гледаше дека ќе се оди на застарување на делото. Начинот како се водеше процесот, тргни, застани, одлагање рочишта, поротници суди, начинот на однесување на адвокатите на одбраната, сето тоа сигнализираше дека ова ќе се случи. Меѓутоа, ако сето да го анализираме уназад, како почне и како дојде до ова, ќе видите дека прво се почна со уништување на СЈО, па со законот за јавно обвинителство се правеше театар, за да ова биде круна врвот од пирамидата што се случи. Мене ништо не ме изненадува, затоа што у старт се знаеше дека вака ќе дојде до ова. И да, и ќе застари, ова дело ќе застари, да ви кажам право, кој што ќе застари таа претходната. И знаете што е најкатастрофалното? Што имаме дело во државата, а немаме виновници. Тоа ќе биде катастрофата. Имаме дело масовно прислушкување, имаме дело уништување на нова опрема, немаме виновници. Туфекџич не знаел да напише пресуда. Ајде ќе ве молам, на кого му кажуваа таа приказка. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Одиме со твит на Џорџ Орвел, кој што напиша: одбраната на Мијалков ја оцени како праведна одлуката за Таргет тврдина. Ке реагира ЕУ. А ние сега ќе реагираме на новиот гледач. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Како го коментирате поништувањето на одлуката од апелација? Се слушаме ли? Во црвена линија сте. Дали го имаме гледачот? Ало. Ве слушаме, во црвена линија сте. Јас да ви кажам дека на правосудството не му верувам ни 0,04%. Цело судство треба да воде под стечај. Како ќе го спроведува законот, еве? Каде гледате чаре? Дали се слушаме? Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Убаво ве слушаме, на тоа ми е најважно, па еве како ги коментирате последните случувања, дали спаѓате вие во тие 4% кои што не му веруваат на правосудството? Јас сум во тие 90 и кусур % што не веруваат. Што не веруваат, да. Јас би сакала да се 4% што не веруваат. И ја би сакала, но тоа ќе почекаме во некои наредни 5-60 години. Се ќе ви кажам за пресудата, зашто е таква каква што е. Таа пресуда им носи заработка од 500 до милион евра на сите тие 5 судилишта се. Тоа е така решено и така е договорено задкулисно и никаков проблем не е судиите да ја донесат таа одлука и свесно да ја гнјават за да застари делото и што и да се случи со нив и да ги избркаат од работа, тие се осигурани, не ги осигура Мијалков со наши пари. Меѓутоа ќе ви кажам нешто, како може да се реши ситуацијата во судството, не само во судството, во многу други работи. Да се појде во Белград, да се разбуди Јосип Брос Тито, да го донесат тука, да отвори некој логор, добар логор, кај што ќе ги пушта сите овие досега што го плячкаа македонскиот народ и во рок од месец дена се ќе се решат и Голиотов ќе биде
наредна станица. Многу малку беше 90 секунди. Но драго ни е дека се вклучите и секако не сме лимитирани само на едно јавување. Ако ви се гледаат малку 90 секунди, обидете се повторно. Секако 5 линии се активни. Добро вечер за нов гледач. Ало, добро вечер. Па еве како ја И коментирате... убаво вечер да се имате. Благодарам. Како го коментирате поништувањето на апелација на пресудата? Вака. Судството е политизирано. Знаеме дека доверба немаме никој. Меѓутоа, се чудам во јавноста во Република Македонија само против Сашко Мијалков имаат. Јас сум обратно, сум говорил и на многу други телевизии, кажувам дека што толку злоба имаат граѓаните и поготово опозицијата, неговите партиски војници. Па зар ние ќе бидеме судови кои што можеме да го осудиме? Правниот так се знае. Или зашто? Затоа што е на Јордан Мијалков син што ја стави независна Република Македонија, така да го наградат. 14.000 кажуваат јавниот обвинител Јолевски дека имало непроцесирани. Па зашто не ги спомнуваат нив? Само Мијалков, Таргет, дај да го казниме човекот. Зашто? Бил богат, па он има наследство уште од татко му. Знаете ли кој беше Кецман, Јордан Мијалков, и да не ги набраја Гуштеров, се тоа е генерација богата. Она кој има нешто ќе го осуда, ние го осудуваме само политика, а поготово опозицијата кои што ги стави на работа и му возврачаат на ваков начин да се застрамат. Нека се застрама на едно градско дете од Скопје кој што фамилија потекнувал. За мене е господ... Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Повторно ќе ве прифрла малку кај Твитерџи. Гуцот Прилеп напишал: апелација денеска укина пресудата за случајот Таргет Тврдина, кој беше главен предмет од аферата за масовното нелегално прислушување и го врати на повторно судење. Корупција, правна држава, правда за сите. Деца, па слушайте и што подалеку од оваа земја, од оваа држава не бива. Но секако бива црвена линија и вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Како ја коментирате поништувањето на пресудата од страна на апелација? Мислам дека Мијалков е човек на ЦИА, беше поврзан со ЦИА и со ЗАЕФ и со СДС, заедно го рушеа Груевски и ВМРО од власт и сега глумеа дека наводно го судат и сега ќе го пуштат, нели, дека застарело делото и така слично. Македонија беше важно да се клекне на колена, да се обезличи, да се смени името Македонија, да се бугаризира, погрчи наша македонска историја, наши македонски предци, а и сега гледаме на многу начини цела Македонија да се албанизира. Тоа беше Кажете ми, дали ви имате доверба лично во македонското правосудство? Немам доверба ни од, ако се спомнеме дека овие кои се сега суди, пример речеме, Катица Јанева имала татко судија, од 26-ка завршила, при татко судија негова интервенција од 26-ка добила. Таквата ја поставија прва на СЈО. Гаврил Бубевски во СЈО, мајка му судијка, татко му директор комунистички што го граби агрокомбинатот во Берово. Не е обвинет, не е суден. И са синот награда во СЈО беше, нели, обвинител, сега е во ЈО, нели. Ленче Ристевска, татко е судија, криминалец. Ајде да се навратиме на темата, кажете ми има ли или решение, спас да се врати довербата во македонското? Има спас, само достојна македонска влада да ја води Македонија и да се ичисти октоподот комунистички од Ченто што го судеа до ден денес. Благодарам за јавувањето. Ќе потсетам да се држиме до темата. Темата е секако она што сакаме да слушаме од вас е зошто дури по 14 месеци апелацијскиот суд се произнесе и ја поништи одлуката за Таргет Тврдина. Да слушаме што ќе ни каже новиот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Многу интересна тема, но единствено нешто што може да помогне е тоа да дојдат на вистина прави луѓе со
вистинска душа која што ја сакаат оваа држава и која што сакаат нешто добро да направат. Ова е прв пат во животот да се јавам во некаква ваква емисија. Драго ми е да не биде последен пат. Ми е жал што вакви теми ностоп отвараме, место да бидат нешто по-позитивни за подобра иднина на младите. Нешто младите ќе се уплашат од ваквите теми, ќе побегнат од државата уште утре. Најважно е тоа дека до сега се гласа во државата аболициран криминалец, правдате тоа со не знам какви објаснувања, тоа е нешто што не може да се оправда. Значи, ако си веќе криминалец и некој те аболицирал, ти не треба веќе да го гласаш него. Уопшто не го сметаш дека е жив, тој треба веќе да се заборави. Само позитивни луѓе што навистина ја сакаат оваа држава, ќе спасат државата. Ништо друго не може да ја спаси. Колку и да се мачиме, ние да се јавуваме секој ден да зборуваме, нема да ни помогне се дека не ни дојде на вистина човек што се ја сака државата и што не го сака својот џеп повеќе од државата. И своите деца да не ги прати надвор во странство. Сите оние добри политичари до сега, зашто не ги воспитаат своите деца да задржат власта, да биде во вистински раце и да работат за да биде подобро на државата. Тито на времето рече, нели младите се нашата иднина, а ние со што правиме? Ние ги бркаме нашите млади од тука. Ценим еве и што се јавивте во црвена линија, колку што паметам, тоа ви е прво искуство, се надевам нема да биде ниту последно. Продолжуваме понатаму, време е за нов гледач. Добро вечер. Здраво, Тина. Здраво. Специјално се јавувам повтор пат. Ако ворете, повелете. Клучно решение за мене и барање. Америка да помогне, да ни отвори канцеларии во сите градови, граѓанско здружение за специјално граѓанско здружение за контрола на судот, со помош на правници и оние кои го разбираат правото, а најважно оштетени од тоа злосторничко здружение, оштетени контра правото. Председател Зоран Божиновски, новинарот, за градот од кај што сум јас, Скопје, Лјупчо, од граѓанскиот парламент, и за други градови нека си се предложат некои оштетени. Тоа граѓанско здружение да е како специјалното обвинителство што имаше ингеренции, а треба и специјален суд, значи Америка да помогне тука, дури да не се оснива специјален суд, специјално граѓанско здружение за контрола. Секоја одлука на тој совет од тројца суди во апелација, под надзор нон-стоп, да не сме да одлучат без представник, двајца представници за граѓанско здружение. Правник и оштетен. Некој од судот. Тој оштетениот го запознал веќе правото. Ги проучил, го знае законот за облигација. Тој е клучен. Законот за облигација е клучен за оштетување контра тој закон. Кражба буквално на... Благодарам што ете повторно се јавивте во црвена линија. Вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме, јас на гледачите им давам предност секако. Ке се обидам уште еднаш. Добро вечер. Добро вечер. Јас ве слушам, се надевам дека добро се слушаме, во црвена линија сте. Да, се слушаме. Па еве, како го коментирате поништувањето на пресудата? Па, поништувањето на пресудата на Мијалков има едно правило, не само неговата и на многу други. Вика, што не може да се купи со пари, може да се купи со многу пари. Значи, факт е дека Мијалков има многу пари и тука тоа е завршена работа. Сега друго, како би да вратиме довербата во судството? Се слушаме ли? Да, продолжете, ве слушаме. Значи, довербата на судството ќе ја вратиме тогаш, кога на судиите ќе ги вратиме кај нормалните луѓе, да им ги спуштиме платите, исто и на политичарите, и на председатели, и на министри, и на било сите тие што земаат по 100.000 денари плата, додека некој со 18.000 преживува. Научени се на многу и сакаат уште повеќе. Тогаш ќе ја вратиме довербата во судството, кога ќе работи за плата и ќе суди правично. Имате уште време, тоа било се? Немам што друго да кажам, кажано е се пријатно. Во ред, благодарам што се јавивте во црвена линија.
Ке одиме повторно на Твитер, ке прочитаме твити од Варио Лајт, кој што напиша: апелација во еден месец му поништи 20 години затвор на Мијалков. Укинувањето на пресудата за Мијалков е завршена работа. Судски совет не може да преиспитува судска одлука. Пендаровски: шокиран сум од одлуката на апелацијскиот суд за Таргет тврдина. Шокиран бил, напиша Варио Лајт. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Секој добро. Значи, да ви кажам, ние сме уште во еднопартиски систем, исто како во комунизмот. Јас имам многу лошо искуство од комунизмот, затоа што се доби пресуда како човекот сам себе да си се удрил за да лежи затвор, а внукот на преседателот на тој суд тогаш да биде иземен. Така да ова е продолжеток од Југославија. Ова е исто кај нас функционира па еднопартиски систем. Ова со Мијалков е договорена работа, не може никој да ме убеди и гледаме Мијалков за кого работел. Дал бил со ВМРО или работел за СДС. Мислам, ако размислиш малку логички, ако гледаш што све се случува, можеш многу фино да процениш. И друго, зашто Мијалков, кога го барала, го немаше, беше во Белград. Као бил имал корона, па не знаел, па не чул, па онија финти, знаеш така, дечи финти, меѓународот, а он беше во Белград. Зошто беше во Белград на некоја консултација? И ништо, тоа така, помина си, дојде од Белград, го пречекава, фино се направи дека ништо не знае, не чул, не бил, си продолжи како си продолжи и видите како се случуваат, како се одвиваат работите. Све договорена работа, како што треба, по протокол, полека. И се гледа кој што, како и за кого, пак ќе кажам, одработува. Така да тоа е нашиот еднопартиски систем и само може да ја правиме државата ако дојде румунската обвинителка овдека и да опре. Благодарам што ги искористивте своите 90 секунди. Еве, нека ви биде како инспирација овој твит кој што ќе го споделам со вас од Флипса Коин, кој што напиша: цел државен врв шокиран од одлуката, а скроз беа не шокирани 2 години дур се чекаше одлука, што сите знаевме дека ќе биде шокирачка, освен државниот врв нормално, кој се шокираше вчера нагло неочекувано. Одиме со реклами, а потоа се враќаме на резултатите од анкетата. А ние додека во ова издание на Црвена линија зборуваме за поништувањето на пресудата од страна на апелација, еве нова вест повторно од Скопска апелација, која што овој пат ја намали казната на екс-полицајецот Александар Костовски, обвинет за трговија со малолетничка и засилување на нејзиниот брат. Костовски во кривичен суд добил 18 години затвор, а апелација му намали 2 години и сега е осуден на 16 години затвор. Оно што е интересно е дека оправдано може да се очекува превентивно да влие казната, ова е според судиите од апелација, врз обвинетиот за во иднина да не врши вакви или сличен вид на кривични дела, како и позитивно да влие на планот на генералната превенција. А сега е време да ви ги соопштам и резултатите од нашата Инстаграм анкета. Ако не сте не заследиле таму, секако задолжително сторете го тоа. Ке можам само да посочам дека интересно кога прашавме дали сте вие меѓу тие 4% што му веруваат на македонското судство. Со 10% гласа не, а останатите 82 се со не. Тоа изгледа вака. Еве можете да видите, значи анкетното прашање беше дали сте вие меѓу тие 4% што му веруваат на македонското судство. Тука се одјавуваме, тука завршува ова издание на Црвена линија. Утре повторно во истиот термин заедно со мен. Еве препуштам на програмата на телевизија Телма, задолжително проследете го новото издание на Топ тема, а ние во нашиот термин со нов предизвик до вас. Довидување.